Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте на првиот синдикален подкаст канал Независна зона. Јас сум Бојана Спасовска, а вие гледате втората сезона од подкастот посветен на работничките и човековите права, синдикалното делување и граѓанскиот активизам. Во третата епизода ќе зборуваме за состојбата во јавната администрација и правосудството, платите и условите за работа. А наш вечерашен гостин и соговорник е Бојан Трипуновски, генерален секретар на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани на Република Македонија. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Господине Трипуновски, годината започна со штрајк во Државното правобранителство, а продолжи со протести во неколку министерства, Државниот завод за статистика и Државниот архив. Па кои беа мотивите и кои се барањата од страна на синдикатот и на вработените? Вработените во Државното правобранителство веќе се во штрајк, значи. Малце поразлична е ситуацијата од онаа која што имавме на теренот, кога вработените во 6 министерства и 2 државни институции се на протест. Моментално штрајкот во Државното правобранителство е ставен во мирување, со оглед на тоа што имаме некоја понуда од страна на државниот правобранител да отвориме некои преговори со оглед на нашите барања кои што ги имаме и таму. Значи, главни барања во нивниот делоток на работа се исплата на додаток на плата во висина од 30%, исто како што тоа го баравме за вработените во оние министерства кои што протестира и двете државни органи. Сметаме дека тие барања се во овој момент издржани и дека треба сите оние вработени кои што се во државната управа, односно во министерствата, веќе имаме една мала разлика во тие плати, односно една група на вработени ги уживаат тие права, а друга група не ги уживаат тие права. Колку реално изнесуваат платите на вработените во јавниот сектор? Видете, можам да кажам дека платите од оние референтската категорија Г категорија која е позната во државната администрација започнува од 25.000 денари, па завршува со раководните структури, односно раководители на сектори државен советник кои што се над просечната плата. Сите останати вработени, значи во овие рамки на овие нивоа се веќе под минималната плата, што е доста загрижувачки фактор што за оглед на животните трошоци во овој момент. Од каде произлегува тоа да се зголемат платите за 30%? Видете, барањето не е од вчера. И ни последните 2 до 3 години ние како синдикат се залагавме да вработените добиваат одредени додатоци, а висината која што е утврдена започна со 30%, односно Министерството за финансии по Законот за буџети го тоа предвиде во 2022 година, мислам. Со тоа што се сметат како институција која што ги застапува повеќе. Мислам, својот делоток на работа го извршува навремено. Ние како синдикат сметаме дека не треба така да се делат вработените, односно сите што извршуваат исти или слични заработни задачи треба да го добиваат исти додаток на плата. И сметаме дека нашето барање е издржано и се надам дека ќе успееме да го реализираме истото. Добивте ли образложение од Министерството за финансии зашто не одобри средства за подпишување на предлог колективните договори кои што ги имавте? Ние значи најправен отпочнавме преговори, односно социјален диалог со сите ресорни министри и подготвивме предлог колективни договори во кои што покрај овие 30% имавме предвидени и други финансиски или право од работа, односно зголемени права. Сите истите ги испратија до Министерството за финансии со оглед што треба да бидат обезбедени средства за реализација на тие колективни договори, за да не бидат едно мртво слово на хартија, односно истите да не се применуваат. Истите исто така сакам да посочам дека беа испратени пред од почетокот на подготовка на новиот буџет за 2025 година, но за жал по неговото усвојување од страна на Министерството за финансии до сите органи кои што поднесоа барање за исплата на овој додаток, односно одобрување на средства,
беше наведено дека не се предвидени средства за нашето барање. Од владата излегува со соопштение дека се отворени за разговор за барањата кои ги имате и на штрајкот и протестите им дадоа политичка позадина. Па каков е вашиот коментар на ова? Видете, како синдикат секогаш сме ги застапувале правата на вработените, односно сме се грижеле за нивните права. Тоа ќе биде и во иднина и сметам дека во оваа ситуација не смееме да ги политизираме нашите барања. Овие барања не се од вчера. Сепак, социјалниот диалог мора да го подобриме, затоа што само така можеме да двете страни бидеме задоволни од целокупната состојба. И ние како синдикат и владата треба заеднички да седнеме и да се договориме во однос на овие неколку наши барања, така да очекувам во најбрз можен рок тоа да се случи. Доколку средбата еве не се оствари со председателот на владата и не успеете во остварување на барањата со протести, што е следно и какви се плановите? Плановите, видете, за тоа ќе одлучи членството на овие синдикални организации. Сепак ние сме само раководство на синдикатот кој што треба да ги спроведе барањата на членовите, така да доколку не верувам дека тоа нема да се случи, но ако дојде до тоа, ќе се состанат органите и телата и на синдикатот и на синдикалните организации и како и до сега ќе се одлучи на домошното делување во врска со овие наши барања. Така. Министерот на Министерството за јавна администрација во едно гостување ја истакна посветеноста на владата за стабилизирање на буџетот и унапредување на платите во различни сектори, вклучително и јавната администрација. При тоа најави средба со вас и со Сојузот на синдикати на Македонија за да се разгледаат барањата. Се остварили средбата и какви беа заклучоците? Ние мејата денело остваривме работна средба со министерот Минчев, каде што како синдикат разговаравме за новите предлог законски решенија кои што моментално се ставени на платформата ЕНЕР, односно се работи за предлог закона за административни службеници, предлог за закона за вработени во јавниот сектор. Главниот фокус, значи, на таа средба го ставивме на овие два реформски закони, а како синдикат главен акцент ставивме на новиот предлог на плати кој што е предвиден во Законот за административни службеници. Како го коментирате предвиденото зголемување на платите од 8% во просек за вработените во јавната администрација во рамки на новите законски решенија? Видете, мора да сите вработени добијат ист процент. Сметам дека тоа би било праведно, со оглед што ако одиме во просек, согласно нашите пресметки кои што ги имаме направени како синдикат, но оние со најниски нивоа би се зголемила платата од 5 до 6%, а за оние повисоките би одело 12-13%, што за нас е секако неприфатливо, туку мора да изнајдеме модус за сите да добиеме еднаков процент. Сметаме дека овие подолни со пониски примања вработени во државната администрација заслужуваат да бидат со зголемени плати со оглед на тоа што имаме голема инфлација, една синдикална минимална кошничка во вчерашниот ден беше објавена, изнесува 62.000 денари, што две минимални плати во државната управа не ја покриваат таа минимална синдикална кошничка. Така, ги споминавте и предлог законите. Имате ли забелешки во новите предлог закони за реформи во администрацијата? Да, имаме предлози кои што ги доставивме до Министерството за јавна администрација. Најголем дел се однесува на пресметката на платите, односно како синдикат имаме наши предлог коефициенти со оглед на примената на општиот колективен договор. Имаме забелешки во делот на водењето на дисциплинските постапки. Потребно ќе биде најмногу да се обрне внимание во делот на платите. Затоа што новата методологија која што е предвидена согласно општиот колективен договор, светоци сме дека најпрвично ќе се премени на државната администрација. Тука истата ги опфаќа заедно со локалните самоуправи околу 25.000 вработени кои што ќе треба да земат просечна плата по коефициент. Во овој момент како синдикат имаме наши предлог коефициенти, каде што сметаме дека помладиот соработник, односно првиот со високо образование, треба да има просечната плата во нашата држава. И тоа е барање му е предочено на министерот Минчев. Се надевам дека заедно со владата и со
со неговиот тим ќе ги прифатат нашите барања за кои што не се од сега. Ние во минатото како синдикат во 2017 година го поднесовме овој начин на пресметка на плати, меѓутоа не најдовме за сходно за да отпочнеме преговори за нов начин на пресметка на плата, така да во 2023 година кога се потпиша општиот колективен договор, еден од успехот на синдикатот при тоа потпишување беше предвидување на тоа нова методологија, односно поврзување на вработените со просечната плата. Како ветер во грб ни се погоди изголемувањето на функционерските плати во висина од 78%, така да многу придобивки има од тој колективен договор. И на крај би посочил дека и како синдикат дополнивме нови членови, односно нови членови кои што предлагаме да се предложат да бидат составен дел од новиот закон за административни службеници, каде што би се вовел додатокот на плата за образование. Тука вработените, односно кои поседуваат квалификации, односно ги застапуваат институциите пред судови или имаат положено правосудни испити, да добијат зголемување на плата, доколку истите ги применуваат во својот делокруг на работа, да имаат одреден додаток на плата. Исто така имаме додаток за овластување, затоа што сведоци сме дека се повеќе вработени не ги извршуваат своите работни задачи на позициите за кои се вработени, односно извршуваат работни задачи кои што се за повисоко работно ниво, а за извршувањето на тие работни задачи не добиваат никаков надомес. Така да како синдикат предложивме да секој службеник што извршува работна задача согласно овластувањето кое што му е дадено од страна на директорот или министерот, да му се исплаќа додаток на плата во висина на една просечна нето плата исплатена на државата за претходната година. Исто така уште еден додаток за плата предлагаме, додаток за плата за работа во комисии и работни тела, затоа што тоа веќе го имаме во одредени колективни договори на локално ниво. Сметаме дека сепак имаме комисии за јавни набавки и така натаму, комисии кои што се од суштинско значење за секоја институција, така да овој додаток би изнесол некаде од 10 до 20% за работа во комисија. Така да се надам дека министерот Минчев ќе ги прифати дел од овие забелешки и сите ќе бидат имплементирани во конечниот текст на Законот за административни службеници. Господин Трипуневски, освен барањата за покачување на платите, кои се останатите барања од страна на вашиот синдикат, односно со кои проблеми се соочуваат вработените во јавната администрација? Видете, најмногу се соочуваат исто и со немањето на услови за работа. Какви се условите за работа? Условите за работа, посетете некои од државните институции во подрачните единици, што се, не се главно министерство или општините, ќе видите дека одредени вработени воопшто ги немаат се основните услови за работа, односно биро со столче едно, туку се во една просторија дури повеќе од 7 до 8 вработени. Така да сите оние барања кои што доаѓаат до нас гледаме да помогнеме на вработените, односно дори преку контакти со ресорни министри или со директори да ги подобриме тие права кои што тие вработени го бараат од нас. Дали младите аплицираат на конкурсите за вработување во државна администрација, има ли заинтересираност? Сведоци сме дека во последниот период доста од огласите паѓаат. А зашто паѓаат? Паѓаат од причина што платите кои што се моментално во државната администрација не се атрактивни за младите луѓе. Ако тргнеме најниското ниво кој што не се од 25.000 денари, значи ако еден млад човек сега се вработи на позиција помлад референт, не се доволно тие плати. Сметам дека треба да се овие плати зголемат, за тие работни места да станат поатрактивни за вработените, како што тоа било, може да кажеме, во минатото, кога било привилегија да сте вработен во државната администрација. Според вас, какви долгорочни промени се неопходни за да се подобрат условите за работа и што како синдикат превземате?
За да се подобрат условите за работа, потребно е менаџерите на тие институции да предвидат пред се унапредување на вработените во самите институции. Сведоци сме дека доста голем број на вработени од нивното вработување се на пример најниските звања во државната администрација, а низ годините наназад никогаш не видовме истите да бидат унапредени и да ги добијат малце поголемите, да добијат малце поголема плата. Сметам дека треба, како предлог, да се земе системот кој што го има Хрватска, односно кога се има можност за напредување, се прегледува, имаат оној регистар на вработени кој што ако некој не е потребен во некоја институција да биде вработен на соодветно работно место, се понудува, значи се прави еден интерен оглас пред се. Меѓутоа тоа кај нас за жал досега многу ретко се случува. Така да сметам дека од таму треба да помогнат да се тргне за да се зголеми, да биде, односно да биде позадоволна администрацијата која што работи. Сепак, таа администрација треба да пружи услуги за граѓаните, кои што треба да бидат навремени. Знам дека револтот е доста голем према оваа група на вработени. Така, сметате ли дека имаме квалитетна, ефикасна, професионална и едуцирана јавна администрација? Видете, имаме доста стручен кадар. Ние имаме вработени кои што по поминување на некои обуки или во странство или во нашата држава, истите преминуваат на работа во приватниот сектор. Тоа се случува заради обученоста на тие кадри, со оглед на немањето на доволен број на вработени, пример, во одредени сектори во приватниот сектор. Оваа група на вработени преминува кај нив. Така да приватниот сектор е ловец на добрите вработени во државната администрација, така да само со зголемување на платите можеме да ги задржиме тие кадри да останат да бидат сервис на државата. Се согласувате ли дека е потребно стручно усовршување и обука на административните службеници, како што предвидува и законот, новиот предлог закон? Да, значи во минатите години не видовме дека се до сега мислам дека дури не се реализирани во последните години воопшто никаква обука од страна на државата за да се поминат некои курсеви, односно редовно запознавање со нови законски решенија и како тоа истите да се применат. Така да треба да се направи тоа и е значаен факт. Видовме дека е предложен и нов закон за обука на административни службеници, ако не се лажам, така беше точно називот. Така да ја поздравуваме таа одлука и треба истата да биде тој закон да биде донесен, меѓутоа исто да се внимава и да се донеси законот за висока раководна служба, каде што би се деполитизирале функциите на раководните функции во државната управа. Така, мислите ли дека бројот на вработени во администрација е соодветен со потребите на граѓаните, односно каде имаме вишок, а каде недостаток на кадар? Видете, во јавноста доста слушнавме од тоа дека јавната администрација е превработена. Меѓутоа треба да се прави една разлика од вработени во јавен сектор и државна администрација. Значи превработеноста е во јавниот сектор, односно во здравството, образованието, така натаму. Во државната администрација, како синдикат кој што ние ги застапуваме, тоа се министерства, локални самоуправи, судови, обвинителство, државни органи, има недостиг на кадар, недостиг на вработени. Еве ќе земеме во судовите или во јавните обвинителства. Еден стручен работи со повеќе од 3 до 4 суди. Тоа се предмети кои што со години треба голем временски период за истите да бидат решени од страна на судската служба, односно истите да бидат спроведени. Во поглед на вработувањата, рековте, младите не аплицираат најмногу заради малите плати, но дали имаме транспарентни процедури за вработување со јавно достапни огласи, фер селекција и вработување базирани на заслуги и компетенции? Видете, сите огласи кои што се објавуваат се јавно. Значи секој може да конкурира на тие огласи, така да секој кој што ги исполнува условите за тој оглас треба да бидат избрани најдобрите. Не секогаш се случувало тој во минатото. Сепак тука
ние можеме да кажеме тоа се сепак нововработени, тие се наши потенцијални членови, меѓутоа во оваа ситуација ние не можеме да дадеме конкретна помош на тоа. Да дали сметам дека сега дека се транспарентни, дека и натаму треба така да продолжи вработувањето во земјната администрација. А сметате ли дека новите законски решенија ќе помогнат за департизација, професионализација и зголемување на ефикасноста на јавната администрација? Видете, во ефикасноста, тие и во овој момент се ефикасни. Не може да кажеме дека не се ефикасни. Не можеме да генерализираме доколку еден од тие вработени двајца не ги исполнуваат своите Така, работни но да се задачи. зголеми ефикасноста. Може да се зголеми ефикасноста, меѓутоа пак се враќаме назад. За да имаме ефикасна администрација е потребни да имаат добри примања, односно истите да бидат зголемени со оглед на трошоците на живот кои што ги имаме во овој период. Господин Трипуновски, кажете ни каква е ситуацијата со платите и условите на вработените во правосудните органи? Платите во правосудните органи се за некоја нијанса малце поголеми од вработените во државната управа, меѓутоа и тие се сепак на еден минималец. Кога ќе земеме во просек, значи сите вработени земаат отприлика околу 29.000 денари, што представува многу далеку од просечната плата која што е објавена последниот месец. Изнесува, мислам дека околу 42.000 денари дека истата изнесува, така да и тие вработени си извршуваат своите работни задачи, секој се достапни на судиите, на обвинителите, така да сметам дека и они треба да се зголемат нивните примања. Имаат одредени додатоци кои што се исплаќаат согласно законите, така да малце е потешко преговорите кои што би ги имале со нив. Сепак, доколку би оделена колективни договори, треба секој суд да биде, секој суд е посебен работодавач. Ние треба со судовите, значи секој посебно да разговараме, односно да склучиме колективен договор. Меѓутоа пак капата на крај на нас е судскиот совет кој што ги спроведува буџетите, односно судскиот буџетски совет. Така да во моментов се работи на нов закон за судска служба. Очекуваме да се отпочне и со подготовка на нов закон за јавна обвинителска служба, каде што покрај овие наши барања, значи зголемување на плати, би се побарали други права, односно поголемо платено дежурство за вработените и така натаму. Какви се условите за работа во судовите? Не можам точно да прецизирам какви се моментално условите за работа, тоа би било подобро некој од вработените во судовите да одговорат на ова прашање, но сметам дека потребни се, значи, промени, не може со исти зборам компјутери, опреми да се веќе подолг временски период, за оглед што попремата оди во напредна технологија и потребно е да се овие работи оформат, односно да се обноват. Каква е безбедноста на вработените во правосудството? Со какви проблеми се соочуваат? Видете, за тоа е тука судската полиција да помогне, кои што исто така се членови на синдикатот на УПОС. До сега во неколку наврати сме информирани за проблеми кои што се јавиле во судовите, односно да бидат нападнати, па дури вработени кои што не од X различни причини. Сметам дека се тие имаат одредена заштита и треба за тоа, видете, обработуваат теми, односно работат на случаи кои што се чувствителни за граѓаните и не секој знае во кој момент како ќе реагира. Така да сметам дека треба да имаат одредени надоместоци за кои што би се материјално би се подобрила ситуација со оглед на нивната сложеност на работа. Граѓаните изразуваат незадоволство и недоверба и во правосудниот систем. Па кои се причините за тоа и какви проблеми постојат во правосудството? Видете, тие проблеми мислам дека се сепак избраните именуваните функционери во судовите. Така да не верувам дека вработените можат да ја прават таа недоверба. Така да се надам, сметам дека тоа мислење на јавноста е едно мислење према оние функционерите кои што го прават
кои што ги носат фактички одлуките во тие процеси. Според вас, што мислите што е потребно да се направи за да се зголеми транспарентноста, независноста и отчетноста во правосудниот систем? Почести информации за спроведени активности, реализација на предмети, почесто информирање на граѓаните. Тоа би додело до поголема транспарентност во судските процеси, така да сметам дека тоа би подобрило генерално сликата за правосудството во нашата држава. За крај, што би им порачале на вработените? Дали може да се сигурни дека УПОС нема да отстапи од барањето за покачување на платите за 30% или би преговарале и за помал процент? Ние најпрвено очекуваме во текот на наредната недела да бидеме повикани од страна на претседателот на владата, на која што ќе разговараме за нашите барања. Мораме да ја слушнеме и другата страна, да видиме што истата ќе понуди, дали ќе го прифати ова наше барање. А по нивната понуда ќе разговараме со нашите органи, односно со овие институции кои што во минатата недела протестира, да видиме дали истите ќе се согласат на тоа барање. Сепак, како прво и основно барање ќе биде исплатен додаток на 30%, со оглед на што веќе одредени институции го уживаат тоа право. Така да ќе видиме во која насока ќе биде делувањето на синдикатот, доколку дојде и до потреба, ќе се организира и штрајк. Меѓутоа пак на крај членовите тоа ќе треба да го кажат, да не ние. Ви благодарам на гостувањето. Да. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се гледаме наредна епизода. Поздрав!